Добар ден и среќен ден од едно прекрасно место, каде што, како што гледате, сонцето е точно над нас, онака како што предвидовме, така како што одлучивме на денот на македонската нова година, 23 март. После ова вклучување во живо, имаме наша иницијатива за отварање на енергија од ова прекрасно место, од каде што треба да се расшири силно во етерот, во универзумот, за секој оној кој што подоцна треба да ја прими истата она наша енергија од универзумот, онаква како што ние денес ќе ја испратиме. Затоа ве повикувам сите најсилно колку можеме да бидеме љубов со нашата искра на животот, со нашето национално знаме на сите македонци во целиот свет, со македонскиот кутлеш, Богот во нас. Да живее Ксантика 2026. Да живее. А за сите онија кои што беа со нас повеќе од 15 години и го славеа на 23 март, а денес ве манипулираат дека Ксантика била на 22 март, има мој запис на кого служеле и за кого тоа го правеле. Но тоа си е нимен проблем. Ние нема потреба се замараме со оние маратонци кои што не го истрчаа последниот круг. Затоа, без колективно ниво, без обединетост, без сложност, без космополитизам, религија која што била и повторно е на вратите на новата ера на Водолија, нема да можеме да ги поминеме овие турбуленции кои што се надвиснати на целата земјина сфера. Затоа и од овде, од ова место, од ова древна престолнина на микенците, од каде што Агеменон и Миној кренале во она битка на Троја за ослободување на принцезата од Источна Македонија, од Спарта, позната како Снежана и седумте џуџиња, преубавата Елена и ние, после толку години терор, после толку години темнини врз сите нас, ќе започнеме една посебна ера, ера на светлината, ера на љубовта, ера на срцевата чакра, која што древните македонци секогаш славеле како мајка над мајките, представена како големата мајка на овој свет ден, со плавиот и црвениот конец, символизирајќи ги ја крвта и артериите. Срцето и срцевиот ритам треба секогаш да ни вибрира со љубов. Без оглед на се што доаѓа, без оглед на се што се случува, така е кажено. Ние мораме да бидеме љубов, затоа што нашата Македонија е земја каде што овај голем рок најмногу е надвиснат со неговите сценарија и неговите ритуали на Молохот, но тука ние ништо не можеме. Ние сето тоа треба да го прифатиме со љубов, да испратиме силна енергија, затоа што во последните денови во Македонија овој трзов крал, ова Англо-Америка, нема да биде струшена од човекова рака, туку ќе биде струшена од надчовекова рака.
која што ќе го заврши она за кој што денес ние живееме во овој максимум на темнината. Бидете љубов, македонци, еден апел до сите вас, повикајте ги сите браќа и сестри од целиот свет да се вратат, затоа што овде треба да биде крајот на почетокот од каде што некогаш започнало. Повикајте ги, уште малку време има, македонци мои, затоа што каде и да е, Турција ќе почне. После Турција ќе биде касно на сите наши чеда кои што се во целиот свет. Тие треба да бидат тука, рамо до рамо со сите нас. Затоа и Бог ги испрати онаму каде што се секаде, за да примат култура, да ја вратат овде во Македонија и во судниот ден заедно со сите нас да се спротистават на ова зло кое што е надвиснато низ цела земјина сфера. Ова зло, без негово уништување со љубов во Македонија, нема да прекине на целата земјина сфера. Затоа и нашето мото низ целиот свет е испратено кај светлите браќа низ целиот свет, дека тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот наш свет. А ова е тоа место од каде што ја започнуваме новата ера на светлината, ера на љубовта, ера на сето она што значи живот. Нека основното мото на секого биде љубов, мир, хармонија, космополитизам, затоа што и те како индивидуалното ниво, кај секој како индивидуалец, нема да може да обстои. Само како браќа и сестри во она анархија која што мора да заврши и која што е започната. Онаму каде што камен на камен нема да остане, е центарот од каде што некогаш од овде камен на камен немало. И затоа, македонци, секој што сме бореле против молохот, не дозволувајте во ова света земја, во наша Македонија, каде што сите го имаме македонскиот и светскиот символ, нашето национално знаме кој што во иднина ќе биде, а тоа е македонскиот кутлеш. Не дозволувајте, македонци, браќа и сестри, повеќе да ве манипулираат, затоа што тие сакаат друго, а ние сакаме обединетост, сплотеност, мир, љубов и хармонија. Нека на секој македонец во иднина основен лај мотив му биде вистината за Македонија, туризамот на овие свети места и земјоделската гранка која и те како ќе биде потребна после големите нуклеарни војни. Помнете и не заборавајте, камен на камен нема да остане, а ние мора кармата да ја речистиме, затоа што пред нив овде во Македонија камен на камен не беше останато, како ова што го гледате овде уништено поради вербата во молохот на македонецот во минатото. А молохот е тоа што се случи на 16 март 2025 година во нашата престолнина, нашата Бела, нашето Кочани, отпочнато од времето на 16 март 2024 со крадењето на нашиот свет символ за рајската градина од Овара до Влочани, свеќето на животот. Господа, вие поклоници на дрскиот крал на Англо-Америка и на Англија во Македонија. Јас, Владо Павлов, ви уверувам дека од таму каде што го украдовте, ќе го вратите. Затоа што тој символ е божествен и е доказ
дека Македонија е лука на цивилизацијата. Не поради Владо Павлов и поради сите браке во целиот свет. Ке го вратите како поради тоа што Бог сака. А таму нема јавен обвинител Борче Јанев, таму нема основен суд Дувлочани, таму нема овара Дувлочани, Кочани мое. Затоа и целиот свет ќе дојде во Кочани. А Кочани денес го гледам како Свети Ѓорги, кој што ќе ја нагази аждајата таму каде што е ставена од времето на Константин и Елена, и затоа таа темнина повеќе нема да постои. Пиеналната жлезда во Кочани сите ќе отвориме. Не поради Владо Павлов што сака и вија, поради тоа што Бог сака, македонци мои. Помнете и не заборавајте, нека е срекна, берикетна со полно љубов новата македонска 2026 година од светово место, престолнината на древните мекенци, од каде што кренале во поход за враќање на светлината и од каде што ние ќе кренеме во поход низ целиот свет, да го подсетиме дека без Македонија нема живот на земјата. Да живее Македонија со дух и фанатизам за Македонија и за сите наши браќа во целиот свет, кои што имаме исти јазик, иста култура, на новороденчињата им даваме исти или слични имиња и славиме исти наши божества. Да живее Македонија и целиот свет за љубов, мир и хармонија. Ве сакам сите љубов, љубов и само љубов. Македонија, Македонија, Македонија. Александаре! Готово да го направиме нова се другото испочи.